Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во училница на часот по хемија за 8 одделение. Јас сум наставник Ребека Андреева од Основното училиште Партенија Заографски од Скопје. На денешниот видео час ќе ја разработиме наставната единица добивање на оксиди. Ученици, што ќе научиме на овој час? Што се тоа оксиди? Како се поделени оксидите? Како се именуваат оксидите? Како се добиваат оксидите. При тоа ќе обрнеме внимание на карактеристичната реакција за оксиди, а таа е реакцијата на согорување. Пред да зборуваме за оксиди, сакам да ви спомнам дека сите хемиски соединенија се класифицирани, поделени во две големи групи на соединенија. И тоа, првата група неоргански хемиски соединенија и органски хемиски соединенија. Во неорганската група спаѓаат оксиди, хидроксиди, киселини и соли. Во органската група спаѓаат соединенија кои што во својот состав го содржат С атомот, но има мал број на соединенија кои што иако го содржат јаглеродниот атом, поради своите својства се вбројуваат во неорганската група на хемиски соединенија. Кога зборувам за оксиди, ние во секојдневниот живот сме во постојан контакт со оксидите. Водата што ја пиеме е по хемиски состав, спаѓа по група на оксиди. Воздухот, кој што представува смеса од голем број на гасови, гасовите по хемиски состав влегуваат во составот на неорганската група на соединенија наречена оксиди. Ако погледнеме уште неколку формули за оксиди, може многу лесно да дојдеме до дефиницијата. Што се тоа оксиди? А дефиницијата би гласела: оксидите се бинарни соединенија на кислород со различни елементи. Сега да ја разгледаме поделбата на оксиди според составот. Поделбата е направена во две групи. Доколку при образување на оксидите кислородот хемиски се сврзе со некој метал, тогаш добиваме метални оксиди. А доколку при образување на оксидот кислородот биде хемиски сврзан со некој неметал, добиваме неметални оксиди. Затоа сумирам. Поделбата на оксидите според составот е метални оксиди и неметални оксиди. Од долу наведените слики може да забележиме следно, дека металните оксиди се во цврста агрегатна состојба и имаат карактеристична специфична боја, додека неметалните оксиди најчесто се наоѓаат во гасовита агрегатна состојба. Стигнуваме до следната цел што сме ја поставиле на овој час. Именување на оксиди. Најпрво ќе го разгледаме именувањето на металните оксиди. Правилото за именување на метални оксиди е следното. Прво се наведува името на металот, па се додава зборот оксид. Така може да ги именуваме следните зададени оксиди. Првиот ќе го именуваме како магнезиум оксид. Вториот зададен метален оксид ќе има име калиум оксид. Третиот ќе го прочитаме како литиум оксид. Четвртиот ќе го именуваме калциум оксид. И на крај имаме метален оксид со име берилиум оксид. Да разгледаме какво е правилото за именување на неметалните оксиди. Правилото гласи: пред името на неметалот и зборот оксид се става префикс што го покажува бројот на атоми на неметалот што го гради оксидот и бројот на кислородни атоми. 1 има префикс моно, 2 има префикс ди, 3 има префикс три, 4 има префикс тетра, 5 има префикс пента и така натаму. Врз основа на горе наведеното правило, именувањето на следните неметални оксиди е на следниот начин. Диазот пентаоксид, диазот моноксид. Ученици, кога го гледаме примерот број 3 за неметален оксид, тука треба да обрнеме внимание на следното.
кога неметалниот оксид е образуван од кислородни атоми кои што се сврзани за само еден атом на некој неметал, тогаш не го нагласуваме префиксот моно. Што значи, името на овој неметален оксид ќе биде сулфур диоксид, а не моносулфур диоксид. И на крај го именуваме последниот зададен неметален оксид како дихлорхептаоксид. Да разгледаме начини за добивање на оксиди. Оксидите се добиваат со директно сврзување на елементарна супстанца со кислород. Таа реакција се нарекува реакција на согорување или реакција на оксидација. Прв пример кој што ќе го наблюдуваме е добивањето на магнезиум оксид, а магнезиум оксид како продукт доаѓа како резултат на согорување, односно оксидација на магнезиумова лента во воздух, при што магнезиумот реагира со кислородот од воздухот, настанува реакција на согорување и како продукт на таа реакција се добива бела прашкаста супстанца наречена магнезиум оксид. Вториот пример е пример за добивање на неметалниот оксид јаглерод диоксид. Јаглерод диоксид практично би го добиле на следниот начин. Ако во една епрувета загреваме определена количина на јаглерод во прав, по кратко време, при процес на согорување или оксидација, јаглеродот реагира со кислород од воздухот и се добива продукт на реакцијата јаглерод диоксид. Ученици, јаглерод диоксидот како газ може да го докажеме така што може преку оваа апаратура да се спроведе добиениот газ во Ерленмаjer, односно сад во кој што е поставена варова вода, и со внесување на јаглерод диоксидот во варовата вода, појавата на првото заматување покажува дека газот што сме го внеле представува јаглерод диоксид. И на крај имаме уште еден пример за добивање на неметален оксид, а тоа е сулфур диоксид. На овие две слики е представено следното. На првата слика имаме горење на сулфур во атмосфера на чист кислород. И напоменува, кога реакциите се одвиваат во атмосфера на чист кислород, се многу побрзи и повпечатливи отколку кога согорувањето оди на воздух. Во вториот пример имаме горење на жолта кристална супстанца сулфур, при што повторно како продукт на реакцијата се добива сулфур диоксид. Ученици, за крај на часот ја задавам следнава домашна задача. Да се напишат текстуалните равенки за добивање на следните оксиди и истите да се именуваат. На крај, сакам да ви се заблагодарам на вниманието и ви посакувам убав ден.